Јас не сум ја видел изјавата, меѓутоа Република Северна Македонија има свој јасно дефиниран државен статус и сите граѓани во неа имаат свој јасно дефиниран идентитет кој што е определен со јазикот на граѓаните, кој што сите живеат нормално во неа, македонските граѓани со македонскиот јазик и идентитетот на македонските граѓани согласно со сите атрибути на идентитетот на граѓаните како што се и етнографски, и антрополошки и така натаму, и тоа е нешто што не може никој да го коментира, бидејќи тоа е право, чувство на секој граѓанин и тоа е дел од достоинството на секој еден граѓанин во светот, вклучително и на нашите македонски граѓани. Прво, јас имав многу јасна изјава дека ние со соседните држави треба да градиме мостови на пријателство, треба да гледаме кон иднината, а доколку се навраќаме на личности од минатото за кои што има различно мислење во различните држави, а според она што вие го кажувате има различни мислења, тоа нема да биде во корист на никого и тоа само ќе влие на лоши односи помеѓу граѓаните и помеѓу двете држави. Ние сме држава која што е определена за членство во Европската Унија и која што низ диалог тоа планира да го направи и се разбира дека земјите членки на Европската Унија, сите земји членки, треба да ја одобрат преговарачката рамка за Република Северна Македонија што е можно поскоро. Во однос на настанот кој што се случи во саботата, тој настан представува ништо повеќе од провокација, бидејќи ги буди духовите од минатото, бидејќи се работи за личност кој што бил соработник и на Хитлерова Германија, и на Мусолинијава Италија, и на НДХ на Павелич, и со тоа воопшто не може да придонесе како личност која што е мост за еднината на пријателство помеѓу двата народи и како мост за европскиот пат на државата. Господине премиер, дали разговаравте со Петков? Не можам две прашања од еднаш да слушам. Како оценувате тоа што Бугарија нели со овој настан е чиста провокација? Јас тоа го одговорив, вие што прашувате, дека овој настан може да представува единствено провокација која што не оди во насока на подобрување на односите и во финализирање на еден успешен диалог со постигнување на договор, кој што договор ќе значи брзо отворање на преговорите за Република Северна Македонија со Европската Унија. Дали целта е да не се отворат преговори? Јас можам да кажам за она што ние како држава го имаме цел, а тоа е што побрзо отпочнување на преговорите со Европската Унија. Јас ќе повторам уште еднаш од првиот ден кога сум избран за премиер на владата, кажав дека решението треба да се базира на европските вредности, треба да се базира на задржување на достоинството на граѓаните, на сите граѓани, на двете држави и на взаемна почит како помеѓу политичарите, така и помеѓу сите институции и во Република Бугарија и Република Северна Македонија. Доколку решението и разговорите не ги водиме на тие принципи, тогаш е многу тешко да се дојде до разговор. Јас се надевам дека постои простор да седнеме и на база на такви принципи да ги водиме воидни на разговорите, со што би дошло до решение во кое што, повторувам уште еднаш, ќе биде засновано на европски вредности, на достоинството задржување на граѓаните на двете држави и на меѓусебна почит помеѓу политичарите, институциите и граѓаните. Разговаравте ли со Петков, со кого имате добри односи секогаш што гласувате, околу провокацијата и дали ќе покренете иницијатива за менување на името на културниот центар? Дека не ни одговара фашистички Во однос на разговорите со премиерот на Бугарија, разговараме на ниво на премиери. Тоа се односи на двајца колеги, тој е премиер на Република Бугарија, јас сум премиер на Република Северна Македонија и само на такво ниво и во таков дух се водат разговорите и со тони начин на комуникација кој што се одвестува на двајца премиери. Јас таква комуникација на неделно ниво имам и со премиерите на Србија, и со премиерите на Грција, и со премиерот на со претседателот на Србија и со премиерот на Грција и на Албанија. Во однос на самото здружение кое е регистрирано, тоа подлежи на регистрација врз основа на законските прописи во државата. Нормално дека како влада ќе ги собереме сите информации кои што се
потребни во однос на регистрација на здруженија на граѓани, а во однос на користењето на имињата веќе имаше и од правни експерти одредени изјави и кога ќе бидат соберени сите информации, идната недела ќе ви информирам за понатамошните чекори. Благодарам. Заедничко решение може и ќе се најде. Меѓутоа, првин СОНГ треба да биде искрен пред членовите на СОНГ, дека владата уште од првиот ден е отворена за преговори и за разговори. Исто така кажавме дека преговори не се водат под уцена, туку се водат низ економско-социјалниот диалог. Ние качивме минималната плата и постои законски рок од 6 месеци за усогласување на платите. Тој рок не е истечен. СОНГ без да го отвори диалогот во рамки на тие 6 месеци, го започна штрајкот. Според мене ги доведи во заблуда наставниците, бидејќи и вчера ја гледав пресконференцијата на СОНГ во која што претседателот на СОНГ ги образлага членовите од колективниот договор и од законот за исплаќање на плата во време за законско исплаќање на плата во време на штрајк. Меѓутоа не беше искрен до крај, не ги кажа точните членови и не ги кажа до крај сите членови во однос на тие законски решенија, тоа треба да го направи. Второ, ние кажавме дека ќе разговараме со и тоа се заклучоци на владата, дека ќе разговараме со репрезентативниот синдикат во однос на големувањето на платите во јавниот сектор, во однос на воведување на нова методологија за зголемување во иднина на платите во јавниот сектор. Меѓутоа, исто така и отворање на процес за изработка на нов закон за плати во државата, со кој што ќе се отстранат голем број на неконзистентности кои што постојат во јавниот сектор и секако отворање на процес на реформи во јавниот сектор, бидејќи јавниот сектор брои повеќе од 132.000 вработени. Тие 132.000 вработени се платени од вработените во приватниот сектор, од најголем дел од вас што стоите овде. И доколку се покачува платата, што треба да се направи, исто така треба да се испорача и подобра услуга за граѓаните кои што тие плати ги плаќаат. Бидејќи најлесно е да се покачи плата во јавниот сектор. Синдикатот ќе побара, владата ќе одобри, а ќе ја платат даночните обврзници, но тие даночни обврзници треба да добијат и повисоко ниво на услуга кога плаќаат за платата која што е повисока на јавниот сектор и низ разговор со синдикатите, со репрезентативниот синдикат, ќе дојдеме до решение во кое што ќе имаме прво зголемување на платите во јавниот сектор, не зборувам само за еден сектор, туку зборувам за јавниот сектор, а исто така би сакал да апелирам наставниците да се вратат во училиштата. Јас исто така доаѓам од образовната фела и еден ден пак ќе се вратам нормално на образовната фела. Тоа е, наставниците се тие кои што го градат човечкиот капитал во државата, тие се тие кои што представуваат авангарда и интелигенција во секое општество. Јас секогаш сум бил на нивната страна, затоа и го имаме отворено диалогот кој што е во постојан континуитет, освен тогаш кога СОНГ ќе реши да штрајкува без да има завршен диалог, за кој што нормално дека постојат и законски прописи и законски рокови. Меѓутоа, јас сум уверен дека ќе дојдеме до решение и тоа не само до краткорочно решение, туку до достоинствено долгорочно решение за наставниците и за другите запослени во јавниот сектор. Нема поврзаност, тоа е меѓусебен договор нормално помеѓу премиерот и директорот на Македонска пошта заради унапредување на работењето на претпријатието дојде до менаџерска промена. Во однос на Уставот, секоја уставна дебата се води низ уставна процедура. Таа уставна процедура не подразбира само седнување на политичари, туку подразбира и формирање на работни групи кои што се дел од Министерството за правда, во кои што се вклучуваат и експерти од уставно право. Нормално и собранието, бидејќи Уставот се менува со 2/3 и нормално е дека доколку има потреба и доколку има барања во однос на прашањето кое што го поставивте, дека низ една таква процедура ќе се седне
и тоа експертски групи во Министерството за правда и во собрание соодветните комисии и нормално сите пратенички групи кои што треба да дадат поддршка на уставни измени, бидејќи уставни измени се измени кои што ги засегаат сите граѓани, тие го поставуваат основниот темел на правниот поредок во државата и треба да бидат поддржани од сите политички репрезенти во собранието. Вчера беше роден ден на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сакам уште еднаш да искористам можноста да им честитам на сите членови и симпатизери на партијата, среќен роден ден на партијата. Вчера имаше седница на Централниот одбор на партијата, на која што присуствуваат членовите на Централниот одбор во проширен состав, заедно со председателите на општинските организации, пратениците, министрите и замениците министри во владата, според статутот на партијата, и сите кои што беа повикани нормално согласно со статутот беа на свечена седница на Централен одбор, значи не се работи за проширена прослава, туку се работи за свечена седница на Централниот одбор на партијата. Благодарам.